Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание Јади бурек на ТВ Сонце. Мал вовед ќе ви дадам пред да ви го представам гостинот овде како и го имаме во студиото, поточно гостинката. Имено неколку пати имав осврт во емисијата во врска со здравје, со изглед и така натаму. Влеговме во мај месец, еден од најкритичните месеци, а летото малку порано ни доаѓа. Природата е околу месец дена нанапред и температурите се далеку повисоки од вообичаените за овој период од годината. Тоа значи дека луѓето веќе ние сме со помалку облека, повеќе разголени и се повеќе проблем психички кај луѓето заради нивниот изглед. Нормално е дека малце ќе се успориш и наталожиш за време на зимото и сакаш добро да изгледаш како некој self-esteem за време на кога доаѓа летото. Мене искрено психолошкиот аспект не ми е многу грижа за тоа дали сте искомплексирани или не сте, исто како и јас, сите си имаме свој психолошки мани, но таложењето на сало може да биде голем проблем. Кога ова го зборам, верувам дека имам апсолутно право јас да говорам, затоа што сум бил во една екстрема и се обидувам сега натаму животот да го вратам во една нормала. Сум поминал сцили, другото не сум го поминал, така да уште сум кај сцили. Се работи за диетите. На кој начин да се избориш за да намалиш тежината. Многу работи пробав во животот, па дури и пробав со сериозни заболувања, не по своја волја, и не успева. Но, пред пар години, ја открив диетата Продимет, за која направив пар емисии, и која просто ме фасцинираше начинот и брзината на резултатите. Но во меѓувреме, учиш човек дека и оваа диета има свој лимити, но бара и од тебе еден поинаков начин и промена на начинот на животот. Знаете како? Да го промениш начинот на животот, да, но ти треба голема мотивација. Стравот може да биде, но преовладува секогаш страста. Но кога ќе ги видиш резултатите, колку се добри и колку брзо ти станува многу јасно дека ти навистина можеш. И таков ендорфин ти се лачи на подолги патеки и те мотивира да издржиш и да ги менуваш своите навики. Проблемот е што ние сме убедени дека имаме добри навики. Не, драги мои. Ние имаме лоши навики, колку и да мислите дека здраво се храните. Голема е оваа тема и затоа вечерва поканив една шармантна гостинка, она работи во Продимет и ќе ни помогне да откриеме мистериите околу диетите и околу исхраната. Бисера Тренковска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, мило ми е. Кога се договаравме за вашето гостување овде, јас реков на дамите им ветувам една работа. Ако ве послушаат во она што го правите, дека до крај на јули месец, без оглед колку се здебелени, опуштени, преопуштени и така натаму, ако ве слушаат, дека до крај на јули месец ќе можат да се сликаат во бикини и тоа со рацете позади, без детето да си го стават напред или во вода до тука, само деколтето да се гледа. Фантастични резултати, честитки за тоа, но знам дека ова спаѓа и во некаков пиар и ова ќе биде поише разговор одошто интервју. Бисера, затоа што добро се познаваме, ти ме следиш и моето искуство едноставно сакам да го споделам со гледачите. Објасни ми малку први да им разјасниме на гледачите каква е оваа диета или така наречена докторатки. Повели извикам. Станува збор за медицинска протеинска диета, која има за цел една клучна работа. Прво, да ве научи како треба да се храните. Значи дека исхраната треба да се одвива неколку пати во текот на денот, на 3 до 4 часа, што практично и да во денешно време никој не се исхранува така.
И клучниот момент е тоа што внесуваме протеин и го учиме организмот како да ги троши вишокот на масти и шеќери кои сме ги наталожили од претходната исхрана. Значи, со самото тоа што внесуваме само протеин, организмот пополека почнува да ги троши тие депоа на шеќер, гликоген, депоа на масни наслаги, со што практично почнува да се симнува самата килажа и пред се има нормално одредени здравствени бенефити проследена со истата. Се регулира нивото на шеќер во крвта, нивото на холестерол во крвта, се намалуваат висцералните масти, се регулира крвниот притисок, зашто знаеме дека практично шеќерот е врзан во форма на гликоген, кој врзува огромна количина на вода. Со разлагање на гликогенот и трошење на тие шеќери, ние практично ја isfrlаме таа вода и пополека добиваме еден баланс во самиот крвен притисок. Продимет практично е една одскочна даска на еден нов начин да се научиме како треба понатаму да се храниме, зашто практично секоја диета постигнува одредени резултати. Со продимет тоа е лесно, брзо, едноставно, но приказната е што потоа. Ние сме тука еден добар тим во доктор Робинсон, фармацевт, нутриционист, еден комплетен тим кој ве учи како понатаму. Значи, ако зборуваме за тоа како понатаму, практично со секоја диета луѓето доаѓаат, губат одредена килажа, да кажам 10-20 килограми, и приказната е што во почетокот тие нормално се мотивирани, го добиваат она што го сакаат и подоцна се враќаат на стариот начин на живот. Тоа е исто како ние сме една школа на која тие се дојдени, ние сме професори да ги научиме како. Но ако вие не го слушате професорот и не сте го научиле она што требало да го научите, практично и да не може да го положите испитот. Значи, тука сме за да ги смениме, да кажам, животните навики, животниот стил, да ги научиме што е тоа здрава исхрана, како таа здрава исхрана да биде во склоп на нивниот живот. Нормално заради тоа што многу е лесно да се каже јадете неколку пати во текот на денот. Значи, вашата вечера треба да заврши во 9 часот, но практично во регуларниот живот е тешко сето тоа да се восприеме, затоа што ние, да кажам, работиме со хирург. Хирургот има 6 часа операција, значи тој има ноќни смени, денски смени. Како да ја балансира исхраната, што значи тоа за него кога ќе направи еден интервал од 6 часа каде што нема да јаде. Работевме нели и со Дани. Дани е пеачка која има свирка практично на вечер, функционира во ноќните часови. Во тој момент метаболизмот нели е намален, не треба да се јади после 9, што тогаш и така. Не се кочи. Првен да представиме на гледачите дека овдека си повикана, на некој начин си стручна. Ти си дипломиран фармаколог и имаш обука поминато за како работа со Продимет. Да, тоа е твојот сертификат. Продимет, колку што проучував, е прилично етаблирана компанија и има своји експозитури скоро во сите европски земји. Значи не е нешто анонимно, инкогнито и така натаму. Потекнува од Холандија, има во сите земји на Европската Унија и се повеќе и повеќе атрактивна, особено се шири затоа што луѓето мигрираат од место на место, а со време се навикнуваат на оваа исхрана, па потребно им е во секоја држава да имаат од каде да си набават. Ај сега малку околу оваа диета, која ја нарекуваат, како ја нарекуваат? Протеинска диета, доктор Аткинсон, можеш ли малце повеќе? Кетогена диета. Кетогена диета се зборува од аспект дека се влегува во една така наречена стручна состојба на кетоза. Значи, тоа е состојба каде што кога ќе го скратиме шеќерите од исхраната, организмот почнува да ги преработува мастите и да ствара енергија од нив. Значи, од она што е како регуларна исхрана, практично се базира дека 60 до 75% од регуларната исхрана треба да се базира на шеќери. Оваа диета го кажува баш спротивното, дека практично го исклучуваме шеќерот, внесуваме чист протеин и организмот пополека ги троши резервите. Значи, за да се дојде до состојба до кетоза, потребно е практично неколку дена. Значи, неколку дена заради тоа што е зависно од метаболизмот. Прво, зависно од генетскиот аспект, зависно од претходната исхрана,
зависно од килажата која ја има човекот, зависно од депоата кој уствари ги сталожил за самото време. Значи се почнува со тоа што се скратуваат практично шеќерите, се ставаат на чисто протеинска исхрана. Ако зборувам чисто протеин, дехидриран млечен протеин, нормално се надополнети витамини и минерали. И организмот пополека почнува да го разлага гликогенот, односно шеќерот, и кога тој шеќер излегува во крвта, го обработува, и кога практично тој шеќер ќе го обработи, пополека почнува да ги обработува мастите. Значи масти како висцералните масти, значи масти кои знаат да направат замастување на црн дроб, масти кои запушуваат црни крвни садови, оние масти што викаме што се како бубрек во лој, мастите околу органите, значи тие треба да ги има во одредена количина, заради тоа што ги заштитуваат самите органи. Но сето она што е вишок наталожено, што уствари ја предизвикува таа прекумерна килажа, ја го отежнува транспортот на материи во организмот. Со кетозата практично се успева тие резерви на најнормален начин, значи нормален, здрав начин, пошто практично тоа е нормална состојба. Нормална состојба кај што го учиме организмот како да не го користи шеќерот за енергија, него да ги користи мастите. Со тоа се постигнува, значи, состојба на слабење. Како што кажавме, го регулираме крвниот притисок, зашто самата диета не е диета која се користи само за да се ослабе, него е еден начин на исхрана кој практично може да се користи на многу различни начини, за многу различни здравствени заболувања. И тука имаме еден индивидуален пристап, зашто таа не е еден програм кој е едноличен и важи за секого, него ние работиме на еден индивидуален пристап со клиентите, со секој посебно, секој зависно од своите потреби. Значи имаме луѓе кои имаат гастрит, имаме луѓе кои имаат гихт, луѓе кои имаат висок шеќер, низок крвен притисок, луѓе кои се спортски градени, кои спортуваат, луѓе кои имаат, да кажам, живот каде што практично голем дел од времето се во седечка позиција. И за сето тоа треба да се даде еден индивидуален пристап за да се овозможи најдобар ефект. Мисля, ајде да идеме вака детал по детал, за да разберам, бидејќи иако ја доаѓам на консултации кај вас, иако ја престанав диетата и така натаму, но продолжува таа комуникација само заради тоа што не е лесна оваа работа. Лесно е слабењето, значи ослабувањето, морам да признам, е најлесниот дел кој може да се постигне. Првиот, морам да признам дека првиот пат бев толку силно мотивиран, затоа што заради дебелината, притисокот, невозможно ми беше да излезам од луп. Ја веќе психолошки пишував дури и тестамент. Ја бев во една внатрешно очајна состојба дека веќе го губам животот од своји раце. Малце ваму само, сврти се, навам. Дојди полесно се. Да, те молам. И ми требаше тој момент да почнам нешто што има ефект, бидејќи претходно сите можни диети не ми успева. Има многу причини, причината сум прво секогаш е до мене. Сега од дистанца гледам колку сум лажал. Значи прво сме лажговци, значи ја ништо не јадев. Ние точно обратеве. Јадеш и тоа многу. Втора работа. Интересен беше моментот кога влегов во кетоза прв пат. Бев толку строг кон себе и уплашен да единствено што си дозволував, а бидејќи сум малку покрупен и претерував со животот, ја имам и проширен желудник, што ми бараше па количина на храна која морам да надоместам со некаква целулоза која нема никакви калорични вредности. Мислам дека поминував 1-2 недели низ една агонија која моите пријатели, што познаници што ги имам, што поминувале на хероинска детоксификација, кои се ослободувале од дрога, не беше ништо поразлично. Значи, самиот шеќер, навиката, без оглед дали сум го земал како торта, како овошје, како тестенина, како леп и така натаму, како компир, и сум викал, не јадам шеќер, ја уствари сум земал огромни количини на шеќер и сум го навикнал организмот. Со оваа диета успеав некако да дојдам до тоа. Но,
Мене и ден денес не ми е јасно што е тоа кетоза. Каква состојба? Може ли само за кетоза да збориме? Што е тоа кетоза? Кетоза е состојба, стручно кажано, бета-оксидација на мастите. Се случува во самиот црн дроб. Сега, ако ние внесуваме протеини и масти и ги исклучиме шекерите, во црниот дроб процесот на бета-оксидација почнуваат да се создаваат кетони. Значи, мастите и протеините се разлагаат на масни киселини. Тие масни киселини се уствари тие кетони. Затоа и Многу е стручно. Ај повтори го уште еднаш. Не, истото, само повтори го да те следам за да импринци направам во глава. Значи, ова е процес кој прво се случува во црниот дроб. Да, стручно се вика бета-оксидација. Бета-оксидација, стручно. Вау, не сум знал. Добро, што значи тоа? Значи дека мастите и протеините се разлагаат на масни киселини. Во црниот дроб. Да. Добро. Тие масни киселини се формираат така наречени три тела кои се нарекуваат кетонски тела. Значи ацетонот, бета-хидроксибутирната киселина и оцетната киселина исто така. Значи тие кетони се тие кетони кои практично на организмот му даваат сила, енергија, едно чувство на ситост и практично ви помагаат во самиот процес. Зошто? Кетонот како кетон, освен што дава чувство на ситост, организмот многу добро го обработува, многу добро функционира енергетски. Кетонот? Да, самиот кетон. Самиот кетон. Што е кетон? Кетон е телото кој се добива од разлагање на мастите. Значи Што е тоа? Белковина ли е? Што е? Не... Добро, не мора да идеме у детали, до толку ме заинтересира. Се познати, вака, мастите се разлагаат на масни киселини и кетонски тела. Тие кетонски тела се посебни компоненти, значи кои практично организмот во митохондријата ги користи за понатамошна продукција на енергија. Готово. Одлично. Сега сватив. Значи, сепак клетката може да ја користи кетонското тело. Па тоа е принципот на функционирање. Значи ако нема шекер, Нема шекер, не ја користи глукозата за продукција на енергија. Нема гликоза и он мора да најде од негде, знае, доволно е паметен, значи се обидувам да го поедноставам стручното твое. Значи, како мозок работи црниот дроб и вика, добро, немам шекери, ми треба шекер за да функционирам, бидејќи нели ја кога зборам со луѓе, вика не може без шекер да живееш. Да бе, ама малце е тешко додека им го да објасниш. Значи сега го капирам од прилика. Разбирам. Црниот дроб вика, добро, немам во крвта она лесна, брза гликоза, вадам од наслагите. На каков начин? Зема црпнува од салото, го разложува и од тоа им дава на клетките сиво пле. Значи, од своите залихи си користиме. И сега, види како ми интересно што научив, иако 2 години мислев дека научив многу работи, но на вистина стои, добро рече дека е ова медицинска диета, затоа што стои многу наука за ова. Ова не е едноставно и ја читав малку, ова и вселенската програма, значи астронаутите генерално со дополнителни јаглени хидрати и масти, они не се на овакво, но ова е во суштина вселенска исхрана. Ние кога ќе идеме на други планети, вакви работи ќе конзумираме, бидејќи е најдобро и најпрактично. Не се, ја бев убеден дека протеинот што ни го давате е во суштина тоа што ти дава ситост. А сега ми кажуваш дека ја колку сум подисциплиниран, повоздржан и нели зошто тогаш протеинот таа корелација не ми е јасна. Како ја постигнувам ситоста? Дејќи најголем проблем во диетите е гладот. И психичкиот и реалниот. Во врска со гладот има повеќе фактори. Прво, сега конкретно. Што уствари правиме? За да тој момент што претходно го спомна, тие 2 недели од кога преоѓаш од регуларна фаза на исхрана, каде што има шекери до кетоза. Организмот првите периоди, што спомнав дека се случуваат било дали 2, било дали 3 дена, се практично измачувачки. Тогаш се чувствува таа изнемоштеност, организмот го бара шекерот, го нема,
му треба да направи еден свифт од едниот начин на функционирање до другиот начин на функционирање. Тоа се тие 3 клучни дена, 3 до 4 за влегување во кетоза. Се јавува тука главоболката, почнува да се јавува главоболка, зошто? Зашто рековме се разлага гликогенот, се изфрла водата, ама практично ако не се пие доволно вода, вода се доаѓа до една фаза на дехидратација. Значи почнуваат главоболките, чувство на изнемоштеност, организмот се бори кон новонастанатата ситуација. Во тој момент, значи со внесувањето на протеините, после тој почнува да ги чепка масните наслаги. Протеинот ние му го даваме како еден начин на исхрана, кај што тој сега кога ги троши пополека масните наслаги и дури отпосле тој почнува да функционира на оној протеин кој ние му го даваме. Протеинот што ние го даваме практично ја гради таа мускулна маса и тие количини на протеин се доволни за да се рефундираат внатрешните протеини, зашто практично не се протеини само мускулите кои ги имаме во организмот, него сите тие ензими, сите тие хормони на кои ние функционираме. А голем дел од ензимите и хормоните имаат век на живот, само да кажам 5-6 часа. Значи Чекај, ова е исто нов момент. Врати се ова за хормоните, зашто се битни во целава ситуација и образложи го малце во целиот процес и нивниот лайфспан. Вака, битни се заради тоа што нивната градба е уствари протеинот. Зошто ние го внесуваме протеинот? Во првата фаза го користиме шеќерот, потоа го внесуваме протеинот чисто за организмот, а организмот ги троши масните наслаги. Значи на таа енергија уствари тој функционира. Со тоа што практично тој си ги користи масните наслаги кои ги имаме, а протеинот го внесуваме само за да го дополниме она што него му е неопходно. Не му е неопходен шеќерот, него му е неопходен протеинот како градивна супстанца, не само за мускулните клетки, него и за сите тие хормони, ензими кои се создаваат во организмот, пошто знаете дека практично за малте не секоја реакција која се одвива во организмот не се потребни ензимите. Тие се нели катализатори, односно забрзувач на сите тие функции, ги овозможуваат тие функции да реално се случуваат. Вака, ова е доста комплицирана материја, покомплицирана од што очекував. Луѓето имаат многу како да кажам, они бараат некој шорткат, ама да може да отиде у самопослуга, да купи нешто сухомеснато и лепче и да му кажеш која количина, да не биде гладен, да се изнабута и да ослаби со тоа. Арно, ама нема таков шорткат. Така, кратко и јасно. Кратко и јасно нема таков шорткат, а и нема и таков начин да се постигне да се исчисти организмот. Зошто? Зашто ние со тоа што внесуваме само протеин, успеваме да го избалансираме организмот и да го исчистиме, да го донесеме до едно плато, кај што практично искористил се она што било вишак и подоцна или пополека внесуваме месо, риба, јајце, потоа ги враќаме во наредна фаза јаглехидратите, го враќаме лебот, пополека откако сме се исчистиле, значи сме ги сврлиле сите токсини, сите масни наслаги, се она што било вишок, да се вратиме на регуларната исхрана, на чист организам и да научиме како таа регуларна исхрана подоцна да не доведи до онаа ситуација која сме имале претходно. Практично Вака, застани тука. Луѓето се плашат кога користат додатоци во исхраната, дека е тоа вештачко, дека може да им нашкоди на здравје, но вака стручно објаснувајќи, добивам впечаток, ја морам да кажам дека ако ништо друго, ја не можам да кажам дека се лекувам со ова, но мојата крвна слика, пред да почнам до денеска, е само со нагорна линија во позитивна смисла. Значи, намалени воспалување, намален холестерол, намалена гликоза, шеќер, сите параметри, еритроцити, црвените крвни зрнца се зголемени, иако со многу мала физичка активност, да кажам рекреација и така натаму. Значи, колку оваа исхрана, која, нели, луѓе ќе речат, вештачка, е опасна и имаат ли право они да се плашат од ваква исхрана, вие што ја нудите? Од исхраната која ние ја нудиме, апсолутно не. Исплашени се можда заради тоа што се излезени голем број на препарати на пазарот, кои реално не се она што треба да се и не го нудат тој квалитет. И практично секогаш тука иди тој момент дали е тоа добро, не е добро. Јас мислам, апсолутно го разбирам стравот на секого, зашто сепак се работи за здравје.
се работи за една исхрана. Исхраната практично е најбитното нешто што на денешно време луѓето горе-долу и да не го сваќаат. Навикнати се да јадат чисто колку да се заситат, имаат премногу обврски или пак се прејадуваат во доцните часови, што целосно ја менуваат нормалната работа и нормалното функционирање на организмот. Што ствари ние нудиме? Значи, храната која ние ја нудиме, да, може да е во форма на прашок, ама станува збор за дехидриран млечен протеин. Се добива практично од млекото со ултрафилтрација, кај што практично се вадат само јаглехидратите и мастите. Дополнително е согласно направен да има Б витамин, сите оние калиум, мултивитамини и други работи за да комплетно заменат еден регуларен оброк. Исхраната која ние ја нудиме, како доктор Робинсон, се темели на тоа дека ние нудиме еден продукт со кој му возможуваме на луѓето да внесат чист протеин, кој е здрав протеин и пред се ги содржи сите оние есенцијални аминокиселини кои се неопходни. Малте не има многу протеински производи на пазарот, но што е битно? Имаме прилично импозантна, например, целата структура, прво кај е произведено, што е веб страна, детали и така натаму, малце и дури повеќе од што е потребно, што може да овакво, бидејќи ја и пред да почнам, првим викам, знаеш, први ме интересираше, чекај, од кај ви доаѓа храната, затоа што има вакви производи кои не можеш да им најдеш прво адреса. А ја, еве искрено да ти кажам, отидов на 5500 АД Волкенсборд во Холандија и тоа со Google Earth, Street View, да застанам дали стварно тоа постои таму каде што е. И како да ви кажам, тоа ми дава, па гледаш дека се работи за сериозна компанија, дека не се, како да кажам, бидејќи за 20-30 години ние видовме многу шалабајзарски работи. Јас се извинувам вака сега, малце ја спуштам нивото, но знаете како, ко земи ова, нема проблем. Абе, нема да заборавам со трендот кога имаше една реклама, како се смеевме, имаше една реклама, вика за слабење. Не пиеш, не јадеш, него земаш и се мачкаш на салото, кај што имаш највише сало и слабење. И со трендот седнати у кафана, дај вика од тоа, ние кркај и мачкај се само на тоа и ништо не ти се. Абе циркуси, што не сум видел. Но имам пробано пред околу 30 години продукт капсула, една на ден и ми го убива гладот. Страшно ослабев од тоа. Ама последици имав големи. Неверојатно. Тоа да беше добро и ден денеска ќе го имаше и така натаму. Значи, дури очигледно дека фармацијата, дека медицината познава апче кој ќе ти го дае и делува на некои центри каде што сепак гладта е сигнал од мозокот, конечно, нели? И го кине тој однос помеѓу потребата на... Добро, окей, ајде пак да се вратиме на кетозата. Она што јас го проучувам и вие што инсистирате, дека при оваа диета мора да има контрола од стручно лице или обучено лице, затоа нели фармаколог, нутриционист мора да го следи, да ја следи секоја личност и да се консултира. Имено рековте дека при таа состојба на разлагање на мастите се покри кетонски тела се создаваат и ацетон и така натаму. Тие се кетонските тела кои се создаваат. Ацетонот е кетонско тело. Да. Тој е уствари тој кој ја сузбива гладта. Ацетон? Да. Лакирам ногти од утре, не престанувам. Се шегувам. Но, неговото ниво во крвта, ако отиде превисоко, може да биде и опасно. Затоа е многу важно оваа диета сам да не ја правиш туку со контрола или под строги директиви до кои слепо ќе се придржуваш, така? Не е опасно. Мислев на закиселување на организмот на тој момент. Вака, значи ние во доктор Робинсон сме еден стручен тим кај што практично сме нутриционист, фармацевт, имаме нормално консултации со доктори,
Зошто? Значи, се случува да доаѓаат пациенти кои практично се на терапија за шеќер. Значи, тие настрана од симнувањето на килограми, горе-долу дел од нив сакаат и да го регулираат тој проблем, што добро знаеме дека регулирање на проблемот со шеќерот е то како тешка работа. Значи, треба да се внимава, зашто доаѓаат и луѓе кои сте на инсулин. Значи, ако на човек практично кој е на терапија со инсулин, му дадеш нешто што практично нема шеќер, автоматски ти си направил еден контраефект, зашто тој има инсулин кој го внесува од страна, на инсулинска терапија, нема шеќер за да го обработи и тогаш доаѓаме до една состојба кај на хипогликемија. Така. Затоа со секој човек се пристапува индивидуално. Како правите проценка? Значи, се прави комплетна проценка, слика на човекот, прво за неговото здравје, крвна слика и земате некои параметри според кои определувате. Ако не се лажам, ја тогаш се бунев, бидејќи бев 116 кила или 120 кила и така натаму, 4-5 оброка на ден мене ми беше премалце. Па се карав со твојата бивша колешка, ме фаќаше нервоза, криза и така натаму. Она ми вика, спрема тебе, ова ти е доволно. Не ми е доволно, ја не прифаќам и така натаму. Она ми вика, ми доаѓа друг човек кој добива дупла доза. Како бе, викаме, возможно дупла доза некој? Да, викам, он е 200 килограми. Така што вика, индивидуално морам да му давам нему повеќе у првата фаза и го следам, затоа што според неговите параметри кај него е подраматична ситуацијата. Ова кажи ми го. Знам дека кога ја проучував диетата, постои ограничена количина на протеин која организмот користи во текот на 24 часа. И таа е негдека, максимум, ако не се лажам, 20 грама на ден, така? Нешто повеќе од 20 грама на ден. Нешто повеќе од 20 грама на ден. Кажи ми, колку е битно, опасно и важно и зошто постои тоа протеинско ограничување на внес на протеини, ако веќе не внесувам никакви јаглени хидрати? Ако зборуваме во склоп на диетата, организмот има еден компензаторен механизам, значи ако внесуваме па повеќе од она што ни е доволно, било дали е масти, било дали е протеини, тој од истите знае со процесот на глуконеогенеза повторно да создаде јаглихидрати. Не ме зезај. Тоа е... Чекај, повторија целава реченица, те молам. Организмот има свој компензаторни механизми. Ако зборувам за компензаторен механизам, значи зборувам како исто, например, имаме висок крвен притисок, автоматски се зголемува диурезата, значи организмот наоѓа начин како да се справи со новонастанатата ситуација. Сега, ако ние внесеме протеин или било дали е протеин, било дали се масти, фазла од она, мислам повеќе од она што е неопходно, има еден процес, стручно се вика глуконеогенеза, значи создавање на шеќер од нејаглехидратни компоненти. Нејаглехидратни компоненти како мастите и нејаглехидратни компоненти како протеините. Значи во тој момент е ограничувањето на количината на протеини, зашто автоматски, ако не го направиме тоа, сме го изгубиле ефектот и поентата на сето она што ние се стремиме да го направиме. Значи да ги истрошиме шеќерите, да ги истрошиме мастите, а протеинот да влезе само како градивна компонента на организмот и пред се да произведе енергија на која ние ќе функционираме. Како ги определувате параметрите, кому, што, колку треба? Бидејќи рековте дека мора да постои индивидуален пристап, постои некој генерален, тоа го следам, но сепак има подесувања од личност до личност. Еве да збориме за здрави личности, значи не диабетичари и така натаму, сака да ослаби. Па сепак, маж и жена, различно доба, различна килажа, различно третираат, различни количини на протеин внесуваат во денот. Јас знам некој, например Дани, која ми беше овде, Дани земаше 3 овакви на ден. Јас земав 5 до 6 ми рекоа да не си помислил уште едно поише. Ја да можев 20 ќе ги изедев, ама сваќам зошто не сум смел. Колку е тоа опасно, па затоа што ја разбрав како што прочитав дека вишокот на протеини ги оптеретува бубрезите. Сега вака, значи за да се одреди една конкретна ситуација и што би тоа индивидуално значело за една, еве во случајов, здрава личност,
Прво се доаѓа со една крвна слика на која ги гледаме сите параметри, значи која е нормално здравствената состојба. Тргнавме од тоа дека личноста е здрава. Потоа имаме еден специјален апарат, тоест вага, се вика танита вага, на која практично ги мериме сите параметри на организмот. Ако зборувам за параметри од организмот, станува збор за мускулна маса, коскена маса, body mass index, висцерални масти, телесни масти. Значи, како тоа го прави? Влегува некоја сонда во нас? Па го... Станува збор, работи на принцип на електроди, се застанува нели со боси... Како рековте се вика? Танита вага. Танита вага. Говори слободно. И на која практично се застанува со боси нозе и раце. Значи се поминуваат соодветни електроди и во зависност од состојбата на организмот се читаат сите параметри. Тука може добро да го видиме и базалниот метаболизам кој е... Ова е тоа, значи, танита вага. Во суштина ова е вага со две рачки за кои се држи. Мислам дека ја знаеш ти. Ова? Да. Да, вие имате едно од овие, не знам која беше само, се едно. Така што, еве вашата. Ова ја имате. Овие две од страна горе се рачки, се издигнуваат и на некој начин како квантна медицина, она мерење со електроди, позитивни и негативни, и практично се мери транспортот низ самиот организам. Тука малтене најбитно е да се види базалниот метаболизам. Значи се случува, тоа се генетските предиспозиции на еден организам. Значи се случува да имаме, да кажам, млада еве девојка, значи настрана од тоа што годините влијаат врз самиот метаболизам, со старењето метаболизмот се намалува. Имавме девојка која имаше 16 години, исто, да кажам, баба која имаше 66 години. Чекај, 16 години? Ова може и малолетник да користи? Од над 16 години. Вау, интересно. Добро, повели? Мислам дека ако добро се сеќавам, слабеевме за матура или бркавме некој рок тогаш. Душич. Најчесто. Да, значи беше одбојкарка, значи зборуваме и физички активна, нормално млада, брза, енергична. Имаше многу послаб генетски предиспозиции, многу послаб метаболизам од една баба која имаше прво 66 години, која имаше проблем со колената од сообраќајка и беше дојдена не да ослаби за некоја естетика, него за да си овозможи нормален живот, нели, за да може да се движи, зашто прекомерната килажа ги оптеретува колената. Практично можам да кажам дека побрзо ми слабееше од едно девојче кој е активно и се движи. Тука се тие генетски предиспозиции кои малте не влијаат многу врз слабењето. Она што може ли да помогне оваа диета, например, да се забрза метаболизам и слично нешто? До некаде. Вака, диетата како целосен програм помага зошто? Ние ве учиме дека треба да јадите неколку пати во текот на денот на 3 до 4 часа. Зошто? Клучниот момент и најголем проблем кај гојазноста е нередовната исхрана. Самата диета е осмислена од професор... Не прередовната, туку нередовната. Те фаќам за зборови, се извинувам поради тоа. Така, навикната сум. Секако е, да, со мене си навикната. Значи, збориме за... Знам колку инсистираш ти на тоа, колку е важно во одреден да имаме еден ритам. Да имаме во колку саат појадуваме, во колку саат ручаме, ужинка, вечера и така натаму, и тој ритам да му го наметнеме на организмот. И тоа е по тебе еден од многу битните фактори за една нормализација на состојбата, за да може да имаме подобри резултати. И најбитен и за што следува после диетата. Зошто? Ако во принцип и она што е самата диета, осмислена од професор, нели нутриционист на Харвард, и типот ги испитува што е проблемот кај гојазноста кај американците. И доаѓа до сознание дека најголемиот проблем е токму нередовната исхрана. Зошто? Зашто карикирам, ако вие денеска сте станале, сте појадувале во 8 часот, утре сте имале многу обврски, не сте успеале да јадите цел ден и седнувате и првиот оброк вие кај 3. Значи, вие во тој период практично сте го изгладнеле организмот. Чим седните да јадите во 3, сигурно ќе изедете поголема количина на храна, автоматски ни организмот не обработува соодветно храната. Зошто?
Зошто сте го довели до една ситуација да тој се праша долго време без храна, што сега? И автоматски тој почнува сето она што сте го мнеле да си го складира како еден од компензаторните механизми. Зашто тој практично знаеш ли што ме потсетува ова на куќето мое? Ме немаше подолго време и комшијата нередовно го хранел и кога почнав да му давам, кога се вратив, кога почнав да му давам, почна да ја закупува храната одма. Не се дојадуваше, ја закупуваше храната. Баш онака викаш, чекај, он научен дека слабо ќе имам, морам да имам резерва, оти знам дека периодов немав редовно храна кога ми требаше и складирај. Неверојатно. Пази инстинкт, човеч. Неверојатно. Па организмот е една совршена креација и за се си најдува што, како и зошто. И сега вие, ако јадите 2 пати во текот на денот, вика, јас не јадам цел ден, може да се случи да јадам 2 пати во текот на денот, тие 2 пати можда малку количински повеќе, ама па цел ден не сум јадел. Вие ако јадите 2 пати во текот на денот, јадите 5 пати во текот на денот, вие практично ќе изедете истата количина на храна, но организмот нема соодветно да ја обработи. Ако тој си ја добија храната на одреден временски период, во точно фиксно време, го учите на еден систем како што беше приказната со кучето, кога му ја палеа ламбата, тој мислеше дека ќе добија храна, условен рефлекс, му течат лиги. Тоа е истото со организмот. Тој практично си се програмира, добива храна, количински помала, нутритивно нели се она што е неопходно, повеќе пати по помалку. Си ја обработува соодветно, го апсорбира аминокиселини, масни киселини, сето она што му е неопходно, остатокот го исфрла. Во случај кога јадите 2 пати во текот на денот, организмот наместо да го исфрли она што треба, си го складира како резерви. И тоа во континуитет, долг временски период, доведува до наталожување на практично енормни резерви. Често пати луѓето доаѓаат, па јас јадам можда 2 пати во текот на денот, ама не јадам многу. Ама тоа е ретроспектива, година, 2, 3, 4, 5. Организмот веќе се научил така да функционира. Знам, во право си, затоа што ја поминаа 2 години од моето големо ослабување, морав уште еднаш да направам после година дена, и сето тоа не е последица дали е ефективна или не е ефективна диетата, туку навиките што сум ги стекнал за 3 децени, дури ментално да ги надминам, организмот му треба многу повеќе време. Се сеќавам дека кога ги откажав цигарите, па 3 години ми требаше да почувствувам реално подобрување во белите дробови. После 5 до 7 години исчезнаа сите симптоми што ги имав како пушач. Можам да замислам колку ќе му треба на организам кој носел 20 до 30 килограми вишок наталожено сало, а во салото, драги мои, тоа да знаете, не е само маст. Тука има токсини, тука има многу, затоа е многу важно она што вели Бисера, вода. Затоа што знае при вакви диети дури во даден момент и да се зголеми холестеролот од големо исфрлање на масни, дури да се почувствувате таа главоболка што јас сум убеден, медицински далеко од тоа, дека е заради ослободување на наталожени токсини со години од никотини, од ѓубре храна, од се, и таа поминува еден последен пат. Интересна работа е што како физичка промена се случи кај мене, а истото со Дани го зборевме само овој програм, извини Дани, ова го разговарав со неколку луѓе што имаат оваа програма. Количината на исфрлање течности од тело е енормна. Значи, дури и да не сакаш да пиеш, приморан си, затоа што зборам на многу кратко време, како трудна жена трчаш. Ама тоа е неверојатно. Огромни количини, незамисливо огромни количини исфрлање. Па дури и со Драган, кога разговаравме, истото ми го кажуваше, тоа е вика неверојатен процес, вика. Да, дури малце ми сметаше во сон, затоа што на саат време знаеше да ме разбуди, ама пак велам, се исплатеше трудот, затоа што ефектите беа многу брзо. Дека ја разбирам, нели, да смениш начин на живот за година дена, ќе имаш ефект, ама година дена не издржуваш. Кога ќе видиш ти дека за месец дена си ослабел, ја првиот месец ослабев 6 килограми.
иако стоеше таму 8 до 12, бев ригорозен, ама не можев да стигнам до 8, а камоли до 12, но знаеш како, веќе се наведнав сам да си ги врзам кондурите, патиките. Тоа беше момент кој не сум го почувствувал. Тоа што го спомнавте за водата, значи сте имале енормно многу големи резерви, зашто, како што претходно кажав, со разлагање на гликогенот, односно тие резерви на шекер што ги имаме во организмот, има врзано енормна количина на вода, практично на еден, да кажам, килограм гликоген има 1 килограм вода, истото и со мастите. Како? И со... На 1 килограм вода, 1 килограм гликоген. Што ова значи? Тоа значи дека од тука иде таа ретенција, нели, што ја имате. Прво, дехидратација, затоа ние ви викаме да пијате енормна количина на вода. И претходно ти ме праша кој е проблемот проблемот со бубрезите. Сега, реалната ситуација е вака. Полека почнуваме да ги трошиме резервите. Како ги трошиме резервите? Изфрламе енормна количина на вода. Таа количина на вода треба ностоп да се надокнадува, заради тоа што ќе доведеме на состојба на дехидратација. Како што се изфрла таа вода? Настрана од тоа што се регулира крвниот притисок, ако вие не сувате доволна количина на вода, што се случува? Не функционираат добро бубрезите, полека почнуваат да бараат помош од црниот дроб, и тука иде тој проблем кај протеинската исхрана што кажуваат дека... Значи, подобро име на бубрезите повеќе вода да им дадеме течност, они се чистат од токсини од се. Готово сватено. Готово сватено. Да го пуштам поздравот од Дани, ние добро идеме, да не ве уплашам, драги мои. Сакам ова да ви го кажам. Првиот дел, мене ми беше потребно, сакав стручниот дел на хемиските и оние сложени процеси кои се случуваат при оваа диета. Во следниот дел од емисијата ќе збориме компаративно оваа диета наспроти, не знам, хроно или не знам ова, и секако броење на калории. Бидејќи не секој ќе се нафати или може да си ја дозволи оваа диета, разбирливо е тоа. Оние што ќе отидат на оваа диета, свеќа ќе ни палат, тоа знам, но малце таа приказна со калориите, ние ја имаме испуштено. Бисера ме просветли низ неколку разговори и би сакал да го повторам тој разговор со неа во врска со користењето на калории и зошто гладувањето не успева. Луѓе, гладувате, а не слабеете. Зошто? Бисера ми даде фантастичен одговор, стручен, нормално. А сега да ја видиме Дани. Дани, вака сега. Само да ви кажам, Дани влезе во овој програма, во оваа програма и дури не беше завршена кога беше гостинка и мене, изгледаше прекрасно. Многу поубаво и многу подобро од што претходно. Еве, а сега веќе излезена од програмата, можам да кажам, непрепознатливо препородена. На страна сега да не си се фалам ја или вас, јас што си ги добивам комплиментите, тоа е некој self-esteem. Најдобар комплимент е кога ќе влезеш, знаеш што е најдобар? Мотиватор. А лиштата од Зара. А лиштата од Зара, пошто Зара мрази дебели луѓе. Дебел човек не може ништо да се купи. Значи, све е дизајнирано за луѓе како тебе, со твој изглед и така натаму. И добро, не само тоа, него добро да му стои. Повелете. Господин Илковски, многу сте елегантни, фала. Сакам да кажам, да, егото игра голема улога во психата, а Дани, морам да признам дека многу повеќе, многу подисциплинирана од мене и многу поуспешна. Еве ни испрати еден видео поздрав, после овој видео поздрав ќе одиме со првиот блок реклами. Режија? Тежината ми е... Другари, здраво! Ако баш ви интересира, одлично се чувствувам и тоа е све благодарение на Продимет. Тежината ми е се уште иста, иако пристанав да го користам тој програм повеќе од месец и пол.
Се чувствувам одлично, веќе сум навикната на тој начин на исхрана во помали количини повеќе пати во денот. Тоа ми остана више во глава и се уште ги користам тие протеин барови, затоа што ми се привкусни и секогаш кога имам потреба од благи ствари, нив си ги употребувам. Фала многу, Продимет студија. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хунзите, немистериозните луѓе на планетава, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, храната на хималајските богови, хунза масло од семки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Побарајте го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Џорџ Атанасовски. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското Сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи. Безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100.
од недопрените хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хунзите, немистериозните луѓе на планетава, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, храната на хималајските богови, хунза масло од семки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Побарајте го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Бисера, првиот дел од емисијата го посветивме на многу стручни термини, луѓе не гледаат, добро, пушти тамо нешто друго, пушти пинг. Вака, ја почнавме емисијата со ветување на луѓето дека програма има, дека ако сега стартуваат без оглед на нивната дебелина или тежина, дека за неколку месеци можат да изгледаат фантастично. Ма ја ова не го зборам како пуста реклама, туку го зборам како реално. Ја на моја пријателка и го реков. Значи, жена, прекрасна, све 90 кила. Ја викам, земи ја програмава, до крај на програмата, значи за 3 месеци, еве сега ако ја земаш мај, јуни, јули, у август месец иди на одмор и прати ми ги сликите од бикини. Нема да веруваш, затоа што таа жена иде како забулена на плажа. Ме разбираш, све виси се запустела и така натаму во години и сето тоа. Овие резултати се фантастични. Зошто оваа диета дава толку брзи резултати? Еве има и други диети кои се добри, например, не знам, хронодиета или диета на, како ја викаат она, само нешто слично како протеинска, ама на месо и зелено и така натаму, кој достапа луѓе им правело проблем, кој со желудник, кој со што ти ја знам. Зошто оваа диета толку брзо и толку добри резултати без никакви здравствени последици дава? Прва работа е тоа што, нели, рековме, учиме да јадиме неколку пати во текот на денот на 3 до 4 часа. Со тоа му правиме една нормална синхронизација на организмот и го учиме како нормално да ја обработува храната. Втора работа е тоа што, рековме, внесуваме само протеин и практично со ниту една диета не може да се постигне тоа чистење на организмот и тоа плато. Зашто, како поинаку би внесле, еве да кажам, директно чист протеин, би јаделе еден месец само печурки, би живееле само на салата? Јас сум 2 години на брокула и ми се чини дека еден ден ќе влезам ќе станам суперхерој кој ќе иде и ќе ги уништи сите брокули на планетава Земја. Да не постоја, да ги истребам, геноцид, ја мразам, ама ми помогна многу. Помага многу, зашто всушност од внесување на брокулата повеќе калории трошиме за да организмот ја обработи истата од она што внесуваме. Автоматски... Колку во оваа диета е битно тоа броење на калории. Ние цело време збориме за количина на протеини и така натаму. Но секоја храна, па и оваа, има одредена количина на калории. Колку што гледам, еден оброк овакво е околу
од 80 до 150 калории, во зависност ако има повеќе калории за појадок и како иде за навечер се помалку и помалку калории. Да, значи појадокот е најкалоричен, затоа што практично тоа е она што не крепи во текот на целиот ден. Погрешно го стартуваме муаветот. Прво, колку троши просечен човек калории? Зависи од базалниот метаболизам. Генетски има луѓе кои практично имаат поспор метаболизам, кај тие што имаат поспор метаболизам трошат многу помалку калории од оние кои имаат побрз метаболизам. Значи практично двајцата луѓе со идентична храна, идентичен нес на храна, тие нема соодветно исто да ја обработат храната. На некој му е потребно повеќе, на некој му е потребно помалку. Затоа е тој момент каде што бараме крвна слика, мериме натанита вагата, гледаме кои се вашите потреби за она што го нудиме да ви го приспособиме спрема вашите потреби. По трет пат, просечно, колку калории троши човек во тек на 24 часа? Доколку е Вајде има некоја, мислам се ја да не го кажам, очекувам од тебе конкретна бројка да ми кажеш. Доколку е маж, за мажите во зависност од конституцијата или градбата околу 2200 до 2500 калории, ако е жена одат од прилика од 1500 до 2000 калории на ден. Ако мажот или жената користат 2000 калории во ден и внесуваат 2000 калории на ден, без оглед во каков облик, дали ќе дојде до таложење? Не, ако јадат онолку колку што трошат, не доаѓа до таложење. Апсолутно. Ако јадат повеќе од она што трошат, доаѓа до таложење и нормално ако јадат помалку од она што трошат, се губи одредена килажа. Во оваа диета, колку е соодносот на она што го трошам спрема она што треба да го внесам за да имам добар ефект? Практично во текот на денот со оваа диета со протеините се внесуваат околу некои 500 килокалории, нели имаме 5 оброци и дополнително нели се внесуваат зеленчуци кои дел се ограничени, дел се неограничени, се внесуваат од прилика некои дополнителни 500 калории. Значи практично внесуваме околу 1000. Сега нормално е индивидуално, некој јаде повеќе салата, некој помалку. Значи најдобар сооднос е 50% од внесување калории од она што реално го трошиме во денот, така? Па да. Вака, ако внесуваме 500 калории во текот на една недела, внесуваме секој ден 500 калории помалку од она што уствари реално трошиме, тогаш организмот е способен да изгуби пола кило за недела дена. Вау! Вака, не знам дали е тоа многу или тоа е малце? Тоа е малку. Значи ние сега, ако спомнавме за маж, дека мажот јади или троши 2200 до 2500 килокалории, ние внесуваме 100 калории, ама тоа е моментот со протеинот, што практично тие 500 калории на протеин кои ги внесува, му ствара едно чувство на ситост на организмот, ви овозможува таа навика да успеете да издржите од тој интервал на сати, да не чувствувате глад, да имате енергија и единствено на тој начин имате оптимален ефект да симнете кило и пол до 2 за недела дена. Со било која друга исхрана и на било каков начин практично да, се рестриктивни, се редуцираат килокалориите кои се внесуваат во храната, ама доаѓа до еден момент на гладување заради тоа што практично таа храна не држи онолку колку што треба да држи и тука се јавува психичката состојба која практично знае да го доведе во организмот пред се во една алфа состојба. Вака сега. Да, зема забрза. Ја знам таа работа, но сакам малце да те забавам за да разберат и гледачите. Значи, 2000 калории трошиме, за да имаме ефект во диета, ние треба да трошиме 1000 калории. Значи, половина од она што го трошиме, да внесеме 1000 калории. Со тоа што треба, тоа е малце зезната работа, ако човек калкулира калории, ти можеш 1000 калории да ги внесеш и во шеќер, ама организмот ништо нема да потроши за да ги обработи. Ама ако ги внесеш 1000 калории во краставици и во брокола, организмот му треба, за краставицата мислам дека е единствена храна во која на организмот му треба повеќе
енергија да ја потроши, да ја обработи, одошто што ќе излече. Исто и за брокулата. Исто и за брокулата. Значи, брокулата и краставицата може да се конзумираат во неограничени, бидејќи организмот повеќе троши одошто внесува. Но, зошто гладувањето не успева? Зошто луѓе кои знаат да се дисциплинираат, не јадам, пие вода и така натаму, организмот, тоа сум го разговарал, например, со монаси, они знаат да држат тример, тоа е 3 дена, ни јадат, ни пијат, ама духовна состојба се воведуваат и скоро и да не губат во тежина, бидејќи тоа не го прават од нутриционистички или естетски причини, туку од духовни, но интересно е, ме заинтересира кај организам и сум се тестирал и јас, дека ако не јадам, еве дури и да земам течности, ако гладувам, нема слабење. Зошто гладувањето не те слабее? Вака. Значи, тоа е затоа што викаме дека треба водство. Во принцип, ако вие се прегладнувате, го доведувате организмот во една состојба која е стручно наречена се вика алфа состојба. Што е тоа алфа состојба? Алфа состојба е состојба, еден компензаторен механизам кај тој ја го препознава моментот, препознава дека не добива храна и самиот го спушта метаболизмот. Го спушта метаболизмот толку ниско да ако кажеме просечно сме трошеле 200 калории во текот на денот, сега потрошувачката е многу помала и тој се стреми да си ги задржи, да си ги зачува резервите што ги има. Во таков процес, значи организмот може да издржи 3, 4, 5 дена, но практично потоа ќе почне, да кажам, сам да ги троши тие резерви и да си ја јади храната, но нормално тоа не е здрав начин на снедување на калориите. Истото се случува и со секоја диета. Што е приказната? Значи, на која било диета да се ставите, значи организмот слабее и доаѓа до одредена ситуација каде што ослабува до одредена фаза и доаѓа до еден благ пат на метаболизмот. Тој благ пат на метаболизмот треба точно да се детектира кога е и да се издржи тој процес, пошто практично тогаш луѓето некако губат волја. И обично се случува и по завршетокот на сите диети, што уствари тоа значи дека практично има многу луѓе што се разочаруваат од аспект да, јас сум бил на таа и таа диета, завршив со таа диета, значи да, јас почнав повторно да јадам храна, малте не јадев исто онолку колку што јадев и претходно, ама качив повеќе килограми од она што бев кога почнав на самата диета. Зошто е тоа така? Зошто? Зашто компензаторниот механизам на самиот организам... Тоа е тој ребаунд ефект? Да, зошто? Вика, слабееме до одредена фаза, организмот почнува пополека да го препознава тоа, си го спушта самиот метаболизам и практично и да се враќате, значи не се придржувате нормално кон она што требало да се придржувате, почнувате да јадите постаро онака како што сте јаделе пред да почнете. И тогаш организмот ја внесувате истата храна, ама многу помалку се троши, а повеќе талоши. И тука иде тој момент, па вика, јас почнав, карикирам, со 90 килограми, ослабев со диетава, завршив, стварно не се придржував, почнав да јадам постаро, се вратив на 94. Тоа е тој момент дека една диета е Ова тука... мене ме збори сега, чисто да си знаете. Ти реко слободно можеш мене да ме користиш колку сакаш. Пошто сум еден од најкомплицираните случаи. Да, затоа што се работи за навики од преку 30 лоши навики, што 30, 40 години лоши навики. Кој не може за година-две. Да, ја имам успех во слабењето, но навиките, борбата со навиките е голема борба. Знаеш, не можеш тезата да ја разберам, прво дека можеш да живееш без шеќер. И тоа да живееш прекрасно добро. Ништо да не ти фали. Фала Богу на таа златна стевија. Бидејќи сватив дека шеќер не ми треба, туку сум навикнат на вкусот на благо. Втора работа. Можам веќе да си го контролирам телото и гладот, што за мене беше незамисливо. Ако во избегнувањето моје шеќер, на страна од консултации со тебе, со Мики и така натаму и сам дури најдов податоци кај што нели народ ќе рече абе без овошје дали си нормален, како живееш? Да, јас земам витамини. Дури и да не ми треба ништо, ја витамини у мои години дополнителни
ќе си земам. Но, компензирам со многу хлорофил, значи многу зелено во исхраната, свежо и зелено. Било што свежо и зелено мене ми помага и да одржам и да ослабам. Она што е со шеќерот, долгорочно, одбегнувањето било каков шеќер, дали од скроп, ако велам скроп, тоа е компир, ориз и така натаму, што следува, леп, тестенини и сите оние кондиторски производи во било кој облик. Едноставно, ја мислев дека без тоа не може. Бидејќи луѓе сега да отворам телефони, ќе ја не можам без леп, ја не можам без благо нешто да каснам. Знаеш, чим почнуваш со не, онда нема успех. Знаеш како, јас со пријателкава, имав еден пријател, музичар, леле прекрасен човек, не можам да ти опишам. Прекрасен човек, многу голем се направи. И ме сретнува мене, вака се фасцинира. Оставивме, ја отидов нешто во студио, оставивме и музика за музика, нешто требаше да снимаме и што те... Не, викам, молим те, збори ми. И ја му кажувам со самодоверба, викам, глеме, јас сум успеал, со твои навики, со све ово, она. А месо јадеш и јадам, бе, викам, уживам во месо, немам гај. Тоа ми е најбитно ово, она, ваму, таму се возбуди човекот. У 10 сат се договоривме пред вашиот дуќан, никогаш не дојде. Значи, не е спремен. И кога се сретнав, знаеш, ми збори, забот ово, она, не, викам, не си спремен. Да, бе, викај, не сум спремен, како и пријателката. Знаеш, кога се спремни луѓе? Кога нешто лошо ќе им се случи. 90%, еве, не ја знам клиентелата, бидејќи сте многу дискретни и освен Дани, која сама си овакво, знам дека има многу познати и политичари, и музичари, и уметници кои доаѓаат кај вас и кои едноставно многу, како да кажам, дискрецијата ја задржувате, што е многу добро, бидејќи не секој сака да си ја знае и да си ја својата мака како што јас тоа го правам. Морам да кажам дека ефектите се толку добри од неконзумирањето шеќер. Ја, еве, и после 2 години уште конзумирам од оваа исхрана, иако овде стои, после 6 месеци потполно да престанам. Ја 2 години нон-стоп си ја користам како дополнение, не ја јадам само неа. Морам да кажам дека све подобро и подобро ми е. Сега, тој ребаунд ефект, пак идеме на тоа. Значи, дури и ја не дисциплинирано, ми треба те чипсче, некое нешто ќе земеш помрсно и така натаму, ми рече дека, тоа не сакам да им го кажам на гледачите, бидејќи обично гледачите за тоа ќе се фатат. Нема да се фатат, бидејќи, пазите, збориме овде 99,9 воздржување и дисциплина на најлесен можен начин. Да, бара од своја мотивација. Значи, Бисера ќе ви каже, за оброк, тоа земи си или ова земи си, они па не се многу стрикни, можете, рибната продавница е слободно може да си помине да си купи. Знам дека пријатели мои диабетичари ги купуваат овие оти едино благо диабетичар што може да го конзумира. Сакам да кажам дека тој шатдаун на тоа алфа состојба е многу интересен момент, бидејќи многу луѓе се обидуваат да се воздржуваат, да не јадат и, значи, споредено со она малку, истата количина, но во 5 оброци. Значи, кога би ги изел јас тие 1000 калории во еден оброк, да си го направам кефот, така, еве ги 2 јајца, еве ја плескавицата, еве ми ја салатата, еве ми во барчето, пресмета фубаво, 1000 калории со тоа што за месото и за ова ќе му треба уште едно 100-200 калории на организмот, тука е некаде балансот. Но, ти велиш дека е тоа многу полоша ситуација, одошто да си го подалам оброкот на 5. И затоа е овде многу практично, бидејќи 5 оброка на ден, тоа е жива мака. Јас се обидов, сецкај, прави, пусти, ово, она, па невозможно е. Затоа оваа диета, заради инстант, бидејќи на брз начин веќе оброк можеш да добиеш, а знам од дрем како ќе станеш со напад на глад, се тресеш, мораш да јадеш нешто. И затоа секогаш имам спремено еден каф овал со зелена салата и брокула во него и краставици за она првиот наплив
да го смирам, бидејќи е психички, поима немам се. Знаеш како викаат луѓе, леле се тресам, не можам, ќе умрам, морам нешто да каснам. Во тој момент да се смирам со тоа и за минута, две да си направам едни или кајгана или да изедам едно барче и така натаму. Зошто? Значи, остануваш ти на твоето тврдење. Не само по мали обраци и чести, минимум 5 на ден, туку и во точно одредено време. Што по тебе би требало просечен човек, кога да јаде, кога ужинка прва, ручек, втора ужинка, вечера, трета ужинка? Практично и да не може точно да се глобализира. Значи, пак ќе го спомнам индивидуалниот пристап. Не се кажи ги некој времења, дали она хотелско време држи. Од 8 до 9 да од 7 до 9 да појадуваш, од 12 до 2 да ручаш, од 5 до 7 да вечераш и помеѓу по една мала... Хотелското време држи, ама не станува збор само за диета, него станува збор и за квалитет на живот. Ние практично работиме, спомнав, со хирург, со контролор на летање. Тие практично имаат ноќна смена, не можат да јадат до 6 до 7 сати. Јас не можам него да му кажам, не, вие треба да излезете од операција, зашто вие во 15 часот, карикирам, треба да јадите. Затоа имаме еден индивидуален пристап како, со кого, зошто, што внесуваме сега, што внесуваме после. Истиот случај беше и со Дани, зашто практично Дани, а горе-долу нели и ти, доцна станувате... Горе-доле! Кој ми рече, Бисера, вика, нема вечера. Која бе нема вечера? А ја тогаш ми беше од 10 до 12 терминот, у 2 сабајле се враќам и викам, ти дали си нормална? Ја мртов гладен сум, у 12 ше сум турбо адреналине у мене после емисија. Брокула? Да, брокула у 12 сабајле да те видам. Па истото беше и со Дани, нели, таа функционира навечер, има многу доцна свирки. Јас не можам да ја кажам неа, да, тебе последниот оброк треба да ти биде во 9 часот, а таа функционира до 3 часот, значи има свирка, треба се тоа да се издржи, треба одредена количина на енергија. И што и како? Практично да, треба последниот оброк да е нешто пред 9 часот, заради тоа што како што одминува времето, да се намалува и метаболизмот. Значи, од друга страна, и моментот со спијањето е многу битен кај една диета. Затоа диетата е една комплетна работа, не е само исхраната, него внесувањето на течности, сонот, нормално текот на живот, физичката активност, дали некој е активен, се движи, дали работата која работи му е Добро бе, активна. наоѓаш ли, чекај се, ова декларативно, ова академски звучи. Наоѓаш ли ти таков човек кој има таков ритам на живот се? Ја не верувам дека таков, ја не сум сретнал таков човек. Па не постои. Па не постои. Па тука е тежината моментално зашто луѓето му е тешко да функционираат со диетите и зашто тие ја гледаат диетата како само на еден процес. Да, јас сум тука да ослабам. Не, тука си ти за да научиш како после. Што е она што треба да се прави после за нормално да се има и квалитетен живот, да не се изгладнува организмот, а воедно да се задржат тие килограми кои ги имаме и да не дојде до тој јо-јо или ребаунд ефект. Зашто имаме намален метаболизам, нели нормално после секоја диета, таа е реалноста, значи кој да ви каже дека тоа не е така било дали е нашата, било дали е и која друга. И организмот во едни од компензаторните механизми кои ги има се хормоните на глад. Значи, малте не сите ги забораваат нив. Многу е стручно. Ќе биде многу просто. Сакав само да кажам дека навечер тие хормони се многу високи и после слабењето, завршување на цела таа диета и цел тој процес се многу високи. На организмот му треба година до 6 години за да се нормализираат. Значи 6 години ако зборувам, значи во право сум кога се збориме дека ќе ми требаат години за да си ја вратам нормалата. Ја успеав, ја имам мотивација, само треба да издржам години за да си го вратам нормалното мое ја. Вака сега. Се јавуваат дечковците, прашуваат. Шега на страна, каде можат, све ќе добиете информација. Се работи за диета Продимет. Имаат своја официјална страна, све ќе ви покажеме. Инаку кај се наоѓаат? Еве кај се наоѓаат. Ова е стара фотографија на Google Earth. Ова е бившата продавница на Новус.
ако паметите. Сега тука стои друга, бидејќи од Google Earth ова ви го давам, ова еве кај АМСМ, бензинската пумпа. Значи, малку подоле, кај што беше порано Новус, сега е доктор Продимет. Робинсон. Доктор Робинсон. Продимет е... Доктор Робинсон, Продимет е продуктот. Една од работите. Една од работите таму, се извинувам. Добро, ќе отвориме и веб страната. Значи, прво, каде може да те најдат, ова е твоето работно место, тука ти, Кети сте тука, Мики е тука. Мики беше гостин кај мене, исто така разговаравме, остануваат многу интересни работи, бидејќи бенефитот, можам да кажам, на страна. Се ова е некаков пиар и реклама за вас, се е тоа, но генерално протеинската диета е најдобра и со најголем ефект. Кажи ми, кои се најдобрите искуства што ги имаш без огради? Значи, сега, ако луѓе почнат, дали за летово, навистина, држим муабето што го викам, дека за неколку месеци они со поинаку физикус ќе можат разголени на плажа без срам да се фотографираат. Апсолутно, доколку се придржуваат до онаа што ние ги советуваме, а ќе му даваме апсолутно најоптимален пакет кој не е тежок, значи сите се предострежни, тешко е, ми треба време, јас немам време, имам состаноци и сите тие работи. Она што ние го нудиме е лесно, едноставно, ефективно. Значи, ако зборувам ефективно 100 до 100%. Нормално, доколку се придржуваат на нашите совети. Практично ги водиме, сме 24/7 тука за нив, за се она што му е неопходно, прашања, зашто нормално се случува да дојдат во ситуации каде не се знае што, како. Исто? Добро, ја у момент, не, те следам, ја не можеш да се овакво. Ја отворам и веб страната, каде што можат да добијат информации. Контакт телефонот тој е тој, така? Да. Работно време е од 8 до 5:30 секој ден и од сабота од 10 до 2. Така. И тука на некој начин е и оние исхрани. Луѓе мои, има една работа, мајндсетот која ќе го. Знаете, протеинот е малце чудна храна. Ние сме навикнати на гликози, на масти и на многу силни зачини. Протеинот, оваа диета се труди многу да го имитира оној наш страствен однос према храната и верувајте дека после кратко време ќе се навикнете на вкусот. Не можам да кажам, некои работи одма ќе ве одушеват, некои работи не ќе можете да ги смислите. Ја, например, овие овесни каши, не можев да ги смислам, сега сум само на нив. Претходно бев првата диета најмногу на омлетот. Значи, кајганата, што ова е оброкот, но ми се чинеше дека е многу мала. Како изминува време, сваќам колку е ова добро. Има пијалаци, има чоколадни барови, но се зависи во кој период од диетата и за многу брзо време. Она што јас можам на моите пријатели и гледачи да им го гарантирам е, еве да го, ако сакате, инсистирате, ќе ви ги пратам моите крвни слики последниве 2 години. Веќе не се ни срамам од тоа да го покажам. Колку сум бил со еритрицити, колку сум бил со холестерол, колку сум бил со оној скриен шекер, со моменталната гликоза и така натаму. Јас сега направив крвна слика, бев малце болен, па лекарката ме прати, во 14 часот попладне. Откако са бајлето, имав смрскано 2 варени јајца, потоа еден пилешки мрсен стек, така со нешто, некое мевце и така натаму, исто вечерав некој пилешки, некоја плескавица, што значи холестеролот ми беше крајно нереален. Крајно нереален ми беше. И беше само, например, ако е 5,5, мене ми беше 5,80. Кога лекарката ми рече, вика, ќе мора ова за холестерол, да, викам, окей, само да ти кажам, тоа е тоа, вика, па тогаш. Не, така што се гледа и физички, се гледа и на крвна слика, но останува борбата. Мора да се сменат навиките. Значи, драги мои, ова е добар начин да влезете во еден нов свет. Земете месец, 2, 3, исфурејте ова.
ако можете или ако можете да си дозволите. Ова не е ефтина диета и ова не може секој да си, но ја зошто се нафатив? Ја не сум богат човек, но мене стентот ме чинеше 2000 евра. Значи тие пари и медикаменти кои денеска ги пием можеби редовно. И значи трошам. Што значи ја на времето да инвестирав во ова многу поевтино ќе поминев. Значи заболувањата, лекарите, болестите и така натаму кои ги отстранив, можам само да бидам благодарен. Едноставно поевтино сум поминал. На крајот на криштата, кога направив математика, колку сум фрлал храна, не по ресторани, туку по маркети, за мелено месо, за вакво месо, за ова, за она и така натаму. И кога ќе одбијам, ја де факто малце, скоро половината од средствата ми се намалија. Зависи од тоа колку ќе трошите, ќе имате цени на самата веб страна. Бисера е таму, Мики е таму, така што со нив ќе се консултирате за стручно. Таму и Кети, така да на располагање се, љубезни се, со години ме трпат, мене која ме трпат, можете да замислите тогаш. Со вас уште полесно ќе поминете. Океј, Бисера, јас ти благодарам на твоето гостување. Се надевам дека им дадовме добра мотивација. Особено знам пријателките мои кои се уочеј. Времето многу брзо затопли, мореа да се разголат и вика, ај шо сум, вика, качила. Него вика, бело, дебело, вика, бар да потемнев малку, жива мака. Еве им начин, еве им се и после ова кој ќе заврши. Луѓе мои, ако не знаете барем како друго, ако ви е се ова комплицирано, кој ќе се тргнете, Бисера ќе ве однесе и Мики ќе ве однесат баш кај што треба, за да го издржите тоа. Мора у глава да се смени, верувајте, таа борба е многу потешка. Ова ќе ослабите па 7-8 килограми минимум за месец ден. Да. Што значи мај месец, јуни, јули 30 кила не, ама 20 кила без проблем. Препородени. Мажите со стомаци ќе можат да си видат делови од телото кои не си ги виделе со децени, ќе можат да врзат кондори и да престанат да купуваат, ќе можат добар што се фрлија старата облека, таа широката, и купи некоја тесна и облекувај се како у внатрешно од точак, така да те стега, за и ако малце качиш, да го осеќаш што и ќе те мотивира да се разни финти прави. И ова е најбитно, кажи ми. Освен брокула и краставица, кои се единствена храна, која организмот повеќе троши и нема ограничување, која друга храна е опасна? Неверојатно ми беше просветлението дека доматот не е зеленчук, туку е овошје и има голема количина на шеќер и е доста строго определен во оваа диета. Доматот, исто морковот, не е само до кој зеленчук, него и до начинот на спремање. Зошто? Морковот свеж и морковот готвен имаат малтене многу различна количина на шеќер. Затоа е дозволен нели свежиот морков, е забранет варениот морков, исто тука и кромидот, значи црвениот кромид има енормно голема количина на шеќер. Тука е исто рестриктивна зелката, гравот, грашокот, значи сите тие отимаат скроп. Да, а застапени се секојдневно на нашата трпеза. Значи, како најдобро е зелена салата, тоест марула, ова блитва, спанаќ, рукола, брокула. Не го сакам. Не го спомнувам. Само како туршија го сакам. Ме нервира каде се не најдов шеќер. Значи, за да влезеш во кетоза, малце шеќер може да ти избие. Дали ако внесуваш малце калории, а не си во кетоза, слабееш. Ова ќе го заборавивме, ова ми е битно. Дали процесот продолжува и да се... Мене, Драган, еден од собствениците на оваа програма е познатиот писател кој дамите го знаат, Драган Таневски беше, така? Драган Таневски, кои жените го обожаваат со неговите романтични, прекрасни книги. И он ми беше, како да ви кажам, спонзор
Што значи тоа спонзор? Не спонзор дека ми дава. Мотиватор. Спонзор го викаат тоа на запад, кога кризираш да има со кого да се слушнеш, кој го поминал истото. Значи, иако Бисера нонстоп ќе ви биде достапна преку Вибери, што ти ја знам и така натаму за совети, но добро е да имате, еве јас се нудам на било кој ќе влезе у програмата, да му кажам трикови, штосови, како да издржиш, има моменти, милион моменти кои некому ќе му се видат големи, знае, па како се надминуваат. Значи, зборевме за храна, зборевме за што смееме, што не смееме. Зборувавме за тоа... Каде све има шекер? Да. Дали намалениот број на калории, ако има шекер и те кикне надвор од кетоза, дали можеш да продолжиш да слабеш, бидејќи оваа диета во првите 2-3 месеца се инсистира да се бидеш во кетоза? Да, слабењето продолжува после. Инсистираме да се биде во кетоза за да се истрошат резервите. Од кога се истрошат резервите, нели полека веќе се враќаме на регуларна храна. Не суваме месо, риба, јајце. Во трета фаза веќе ги враќаме шекерите. Значи враќаме млечни производи, враќаме леп. Тоа вие враќате си, ја не враќам тоа. Овесна каша и во трета, четврта и петта фаза, кои се практично преодни фази, се слабее. Има луѓе кои почнуваат од трета фаза, кои практично не се во кетоза. Тука доаѓаат во игра килограмите, тука доаѓа во игра навиката. Па постепено влегува. Да. Интересно. Интересен пристап. Не секој има мајндсет. Да, има луѓе кои се навлечени на шекер, како бидејќи шекерот ги дразни истите центри како и кокаинот. Не е шега кога некој вика, не е тоа, луѓе мои, ние што јадеме благо, не сме ништо поразлични од оние што смркаат кокаин. Верувајте, навлеченост. И ако мислите дека можете да го откачите, не можете. Не можете, верувајте. Тоа е како цигара е зависноста. Со што абстиненцијалната криза, кај кокаин е 2 до 3 дена, кај цигарата е 2 сати, кај шекерот е нон-стоп. Значи, да се влезе или нагло, или постепено, значи има различни начини како да се влезе во кетоза, но е многу битно во кетоза да се биде. Вака, ако имаме огромни резерви, е битно да се биде во кетоза за резервите да се истрошат за да почнеме од плато. Ако некој дојде за симнување, да кажам, на 5 до 6 килограми, не мора да значи дека е во кетоза. Во тој случај, прво, е рестриктивното јадење, значи ограничена количина на храна, јадење во фиксно време, 4 до 5 пати во текот на денот, и тогаш практично имаат 3 од оброците на Продимет, значи 3 протеински оброци и 2 регуларни оброци. Тука го имаме овошјето, значи пак внесуваме повеќе шекер од она што би го внеле во кетоза, ама луѓето кои сакаат да ослабат 5 до 6 кила, малте не и да немаат такви резерви кои се неопходни и треба да ги потрошат. Вака, имам неколку прашања, имам прашања од гледачи дури од Европа, кои бараат дали може достава во Европа. Вака, да ви кажам, Продимет, ова е, како да ви кажам, што е Кока-кола во светот, тоа е Продимет во светот. Значи, овој знак и овој производ го има на здравје Кока-кола. Кока-кола стевија пијам, со стевија, да. Тоа шекерон ти. Ај, нема везе, ама пак ќе мора да го рчнеме, не сме сите исти, не е фер игранкава. Продимет го има и во Франција, еве на мапа може да се види. Го има во Лондон, го има во Германија и така натаму, така што можете, каде ова конкретно, појма немам местово, важно, еве Продимет, Сари и така натаму, ќе си најдете вие во близина на Париз. Во близина на Париз, значи, има своји продавници, истиот принцип, ова е стандардизирано. Продимет да ја продаваш храната, значи бара да имаш нутриционист, да имаш стручен советник, лекар и така натаму, и пристап на кој начин ќе се одвива таа програма, затоа и вие бевте на обука, како треба ова да се спроведува. Значи не измислувате топла вода, ова е нешто што со години наназад е проверено, клинички испитано и се спроведува низ цела Европска унија. Еве конкретно имав гледачка која ми пиша од Франција, еве во Франција исто така ќе наиде на истиот третман.
Продимет е еден свенски бренд кој малтене многу се намачивме да го нанесеме тука, зашто практично за нив ние сме многу мал пазар. Нели храната поминува низ секакви регулаторни комисии, треба да се донесат нели посебни дозволи, испитувања за квалитет на храната, за она дали е таа храна добра или не. Ние успеавме да ги извадиме сите дозволи, успеавме да ги на некој начин натераме да се работуваат со нас и првиот, тоест последниот мејл беше баш сме интересни што ќе се случува кај вас, зашто тие работат како што ти спомна со Лондон и малтене со цела Европа. Се оди на специјални обуки таму во Холандија, исто се полага специјални сертификати за да имате право за работа со диетата, зашто секоја диета и секој начин на исхрана бара посебна стручност, посебно знаење, зашто храната е она што не одржува во живот и она што ние го внесуваме, она што ние функционираме. Значи, луѓето на денешно време многу го забораваат тоа, зашто знаете како и да имате најдобрата кола, ако и клавате лошо гориво, моторот пак ќе се расипи. А поише пазиме што ставаме во автомобилот, одошто во стомак. Да, се клава скапо масло, ама ефтино гориво. Кога ќе видиш трагедија во маркетиве, она што треба да го посочиме. Значи, човек може да се залете и по кисели краставички. Шекер стават. Во секоја конзервација ставаат шекер и те вади од кетон. Малку ќе најдете во маркетите храна која може како дополнително. Најголемата криза беше со благо. Ви препорачувам да користите стевија. Имате дури и стевија пијалак, еден. Чекај го ставив негде шишенце овдека. Еве го стевија пијалак, кој за мене е најздрав, нема ортофосфорна киселина, постои со природен кофеине, стевија, 0 калории, 0, гола вода. Обоена водичка со благ вкус. Грин кола се вика, го има во Тинекс. Не е тоа така, ама знаеш која имаш потреба, ќе ти ја задоволи потребата. Ама да. Знаеш како психата и се научуваш твик да правиш. Например, за ова да ми е повкусно, му ставам лимонска киселина или оној лимунов сок, оној екстрактон, и му ставам капка ванила. И добивам ванила кола со малце како кокта доаѓа. Така што, или со кашиве, например, им додавам стевија, или во пијалаците да си ги направам поблаги, ќе му додадам какао, сирово какао, слично. Човек ќе се научи на многу финти и треба да знае дека можеш да направиш, но ова е добра шанса да смените нешто во себе. Не значи дека ќе се откажете и од јајца, не значи ќе се откажете и од све, но не е фер. Зошто? Еве, ти изгледаш како што изгледаш. Мојот реализатор, храната што ја конзумира, ти не би можела, како човек што се бави со нутриционизам, би имала проблем само да ја запишеш на хартија. А изгледа најнормално, не качува килограм. Литро кока-кола испи додека идеше, изеде цела пица и така натаму, и не му се фаќа, не му се лепи. Има луѓе кои јас лично ги познам, по неколку килограми лепки изеде, мрзлив е, не рекреира, пие алкохол, пуши и така натаму. Ја го гледам, ја се дујам, он останува како тебе. Еве и ти не си била на програм. Зошто си ти таква како што си? Зошто е он таков? Зошто јас лепам? Јас сум онаква како што сум, зашто мислам јас де факто внимавам. Не се прејадувам, имам повеќе оброци по помалку и стварно... Значи ти внимаваш сепак. Браво. Мислам дека секој човек треба да внимава за својата исхрана. А овој што не внимава пак добро изгледа? Ќе го донесеш на вага да му го видиме метаболизмот. Мислиш дека има луѓе генетски предодредени со висок метаболизам кои... Претходно го спомнав примерот со девојчето со 16 години и бабата која практично... Добро си налетала ли на човек, еве чисто ти да се ставиш, каков е твојот метаболизам, што си ти таква како што си? Јас имам прилично нормален метаболизам, ама прилично се хранам здраво
јадам повеќе пати помалку, никогаш не се прејадувам. И всушност најголемиот проблем кај луѓето настрана од генетските предиспозиции и самиот метаболизам има една состојба се вика лептин резистанс. Уствари лептинот е еден хормон, да не речам и скоро дека е откриен 1994 година, каде што луѓето кои имаат високо ниво на овој хормон, значи многу потешко му е прво да ја задоволат моменталната ситуација на глад во организмот и тој хормон се произведува од масните клетки во организмот. И во принцип, кај луѓето кои имаат високо ниво на таков хормон, едно што е метаболизмот многу слаб, второ, самиот организам е склон кон таложење. Значи, практично, горе-долу, кај таквите... Сега која го спомна, кажи против отров. Против отровот, значи, за регулација на таквиот метаболизам треба многу труд, многу време, редовна исхрана, избалансирана... Не, тој лептинот да го уништиме. Нема начин. Значи... Дали дополнителното трошење на калории преку вежбање помага во оваа диета? Дали реално, бидејќи кетозата и така натаму, се внесуваме, таа троши масти. Но човек во првиот фаза губи енергија. Тука бара еден огромен, ја морам да признам дека првите 2 месеца од кревет не станав, а ослабев, за глава се фаќаат луѓе, пријателиве и блискиве мои. Не станав од кревет, гледав телевизија на компјутер, дојди тука на работа, седни и ништо. Дури од после ми се врати енергијата, од како ослабев, ми се врати енергијата, се вратив на рекреација. Но тој е мојот пат, не е правило. Немојте вие како мојот пат. Значи, може ли да ни помогне тоа, еве сите имаме скоро апликации, колку си претрчал, колку си препешачил, колку си потрошил калории. Дали броењето на калории ќе ни одземе време или напротив може да ни помогне во тој психичко насочување во таа борба против килограмите? И прекомерното броење на калории и обседнување од тоа дека нешто треба да биде толку и нешто треба да биде толку, од друга страна му прави еден друг дебаланс на организмот, таа цела психичка состојба, организмот ја доживува стресно и се случува да доаѓаат луѓе, се мерев сабајле, се мерев пак мрднав овде, качив толку. Пак за мене збори. Прво, Ако слободно кажеме како пример. Посебно кај жените го имам забележано тој момент дека се толку да биде вака, сега да биде така, малку покачив килажа, малку симнав, сега се мерев тука. И паниката. Одма паниката јавува стрес во организмот, се лачи кортизол. Ако се лачи кортизол, одма организмот гледа да си ги заштити мастите и автоматски сме направиле целосен фидбек. Значи, слушајте ме, она што ви го кажувам, пратете ме и само опуштете се. Се мериме од понеделник до нареден понеделник. Во другиот период треба само да го слушате она што ви се кажува и да го пратите. Нема потреба да се оптеретувате. Убедена си дека можат да ги следат и најзагрозените случаи твоите упатства, вашите упатства? Мислиш дека можат да ги издржат? Какво е твоето искуство, без ам? Кратко, да или не? Зависи кој. Има луѓе што се... Пак во града. Не, види, има луѓе што се дури порестриктивни од она што јас му го кажувам. Ти го знаеш прирачникот? Да. Значи, кратко и јасно да заклучиме. Можат. Значи, оној што сака може се. Оној што реално ја сватил сериозноста на ситуацијата, зашто горе-долу сите идат кога се на таа гранична линија, кога веќе почувствувале дека нешто стварно не оди, нешто не штима. Тука е моментот што тогаш оди многу потешко отколку да дојделе на време. Ама кога ќе го сетите тој момент дека сте на гранична фаза, дека имате сериозен проблем со дебелината, кој ви смета во реалниот живот, почнуваат да ви се јавуваат сериозни здравствени проблеми, тогаш и како се сите послушни, како сите најдуваат време да јадат 5 оброци, и како сите најдуваат време да спремаат, најдуваат време да имаат... Нема поголем мотиватор од стравот, а стравот е најголем кога ќе се загрози здравјето.
но и тоа не е доволно. Ја преживеав инфаркт, стент ми ставеа, едва ја ослабев и толку уплашен, пак не можев, се додека после пар години не ве сретнав вас и не влегов во оваа програма и сега години ќе ми треба за да се вратам у некоја нормала и процес ми е како да завршувам факултет, знам диплома, нели? Не можам да ги добијам резултатите само за 3 месеци. За 3 месеци ја ги добив најдобрите резултати и тоа е она што највише те мотивира. Луѓе имаат тенденција да заборават, да се опуштат и после ребаундат. Секое враќање е се потешко. Ето и тоа го заклучив, иако полесно ми беше психички, гледам дека организмот потешко се бори да ги симне 5 килограми, одошто кој ги симнува 20 килограми. Но тука има многу и тука човек треба да се најде себе си. Знаеш што се мислам дека во целава работа може многу. Значи, еве, во години сте, дебели сте, не сте подвижни, работа и така натаму. Куче е златна работа. Еден ретривер да те тегне, да те мъкне. Не оние малечки подличиња, оние дегенерични сорти сладки, ама ништо поише го носиш во рат. Куче што малце ти бара некоја километража, тоа може да помогне, бидејќи едно добро пешачење, можеш неколку стотици калории да потрошиш. Тоа е фантастична работа во целиот процес. До крај на лето, фотографии на убави мажи и жени. Не е важно човек и да е дебел, не е тоа проблем. Проблем е што ти ќе се чувствуваш добро. Ти нема да се срамиш од своето тело. Ти нема да се криеш со децата, сакаш да се сликаш, си бил на убаво место, ги гледам пријателки мои на фейсбук. Луѓе мои, па тоа е, не знаеш да плачеш. Целото друштво пред онака сликана, само главата да и се гледа и знаеш зошто е приказнат. Заради салото овде, заради ова. Да, нема совршена фигура, ама навистина претерало и не може да се избори со тоа. Со ова треба да се избори. Треба се внимава на, вие ќе им дадете додатоци, витамини, тука треба да се пази на калиум, мултивитамини, сето тоа си е во склоп на тоа и тоа е добра навика дури. Вежбањето, затоа што ќе дојде, ќе висне кожата. Таа кожа или хирургија или вежбање, нема трето. И малце има еден вакво, и Дани тоа го знаеше, и некои дами што беа таму, внимавање, паѓа колагенот. Бидејќи кога топиш мастик, паѓа колагенот, ќе изгледаш поуморно, се опушта, значи тука малку внимавање околу козметиката. Продимет го има низ цела Европа, го има и во Македонија, бимбери ќатвасен шуќо што го фативме и арно што влегува тука. Единствено сега борбата е како да наоѓаме сегде, како што ја правам сегде, да наоѓам благи работи или нешто да се задоволувам со стевија, ама стевијата ќе ни помогне многу. Малку вода, стевија, какао, кокосово брашно и си направил веќе некоја зафраканција со 20 калории, што се вика. Океј, од утре очекува навалница и доста луѓе кои се надевам. Ако ништо друго... Те чекам тебе со крвната слика. Крвната слика сега ќе ти ја пратам. Може ми да ја објавам на ова. Во секој случај, драги мои, тоа беше се за вечерва. Ти благодарам, Бисера. Благодарам и тебе. Ми беше задоволство. И ја, оние што ќе се охрабрат и оние што можат и оние што ќе го направат, имате и на Facebook нивна страна. Само ве уверувам, ако ништо друго, на страна естетика и сето тоа што ќе решле комшијата, дечкото, мажот и така натаму. Мажот, не, што ти е битен, 20 години брак, кој те гледа бе, каков маж, баш ти е гајле како му изгледаш. Ама, здравствено, холестеролот, притисокот, подобро спиеш. Значи, како да ви кажам, подобро и поздраво спиеш. Подобро се чувствуваш. Како да сум го пресадил мозокот во ново тело. Тој филинг тоа нема пари. На страна што јас се шегувам, си купил облека, ово, она, се е тоа суета. И сликање на плажа, и билдање, и правење тело и така натаму. Крајниот бенефит е дека ја не сум верувал дека можеш ти да се чувствуваш задоволно физички од самиот себе.
ако ќе видиш крвната слика, која ќе ти каже кардиологот Бимбери Чатварсен, која ќе си ги видиш тие работи, тоа е безценето. Бидејќи бенефитите се многу, па дури ја само една реченица ќе кажам. Бидејќи по закон, ние не смееме да кажеме ова е лек или ова лечи или не. Видете го интервјуто мое на YouTube кое го правев со директорот на клиника на онкологија пред пар години. Он вели вака: кога ги лечиме болните од рак, ги доведуваме покрај другото и во состојба на кетоза. I rest my case. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.